Жителите чии домови се лоцирани на улицата Искра и останатите куќи кои гравитираат кон тој дел од Усова чешма, бараат општина Кочани да им обезбеди градски превоз. Сметаат дека во населбата има доволен број жители за економска исплатливост од проширувањето на линијата по која минува автобусот на превозникот кој ја обезбедува услугата. Неодамна своето барање тие го пренесоа и до надлежните во општинската администрација на седницата на Советот како советничко прашање, при што беше речено дека постоела и соодветна инфраструктура за оваа намена. Луѓето кажаа дека јас не сум запознат, меѓутоа веќе имало и постојки и ставено и така натаму, дали постои можност да профункционира градската линија. Од локалната самоуправа оценија дека барањето на жителите на Усова чешма не е неприфатливо, но потребно била известна анализа пред да се донесе конечната одлука. Градоначалникот Димитровски вети дека ќе се разгледаат можностите градскиот автобус да поминува и низ оваа населба. Како што на предлог на вас советниците направивме измена и во населбата Оризари, ќе го разгледаме заедно со превозникот дали има услови. Мислам дека сега после асфалтирањето на овие улици има услови, ќе го разгледаме и заедно со него ќе, ако има услови, ќе го прифатиме, односно градскиот превоз ќе го воведеме и таму. Јавниот градски превоз во Кочани започна да функционира пред 2,5 години, а уште на почетокот на услугата беше речено дека тој ќе се шири и во околните населени места. Локалната власт планираше да организира општински линиски превоз, со кој ќе бидат опфатени дел од селата во општината, но засега идејата се уште е на хартија. Инаку, дозволата за вршење јавен општински превоз за секоја линија е со рок на важност од 5 години, што им дава одредена сигурност на превозниците дека ќе можат да остварат економска исплатливост. Законска обврска за организирање јавен превоз имаат општините со повеќе од 100.000 жители, но Кочанската локална самоуправа од почетокот на декември 2013 година само иницијативно го започна давањето на услугата.